Наместо 15-40% поскапи сметки за парно добија скопјани, а во нив не биле вкалкулирани државните субвенции. Високите суми на августовските сметки кои стигнаа и пред да заврши август, регулаторна ги оправда со административна грешка и побара од БЕК да се storнираат сметките, а во новите ќе биле вкалкулирани и државните субвенции. Единствена причина за зголемувањето на овие сметки е поради тоа што во овие сметки не е вкалкулирана субвенцијата која што ја дава владата до потрошувачите на топлинска енергија во градот Скопје, и од тие причини имаме значително зголемени сметки. Со цел да се избегне оваа ситуација, Регулаторната комисија за енергетика бара БЕК да ги stornира сите сметки кои што се испратени до потрошувачите и да се изготват нови сметки во кои што ќе биде вкалкулирана субвенцијата која што ја добиваат граѓаните од страна на владата. Регулаторот е убеден дека ќе се набави газ по адекватни цени, но не исклучува потреба на мазут кој енормно загадува. Регулаторната комисија за енергетика уверува дека ТЕТО ќе работи од септември. Од друга страна, експертската јавност го критикува несериозниот однос на топлификација. Пораст на сметките на парно е очекуван откако на БЕК ја одземена лиценцата, а предвидувањата се дека во текот на зимата парното може да поскапи двојно ако државата не придонесе со субвенционирање, а кризата ќе е енормна ако ТЕТО не работи. БЕК има обврска, веројатно и достигнате некоја согласност со АДСМ и со владата, овие 2 месеца да испраќаат фактури кои што ќе бидат предходница на вистинските фактури. Грејната сезона, зашто така е на 12 месеци, почне веројатно со август ли беше или септември, да не се излажам со некои од тие месеци. И тие сметки се сега, знаете, 40% покачени, ама ќе бидат повисоки ако државата не превземе мерки да субвенционира. Очекувам дека треба и двојно да се покачи. Регулаторна ја одзеде лиценцата на БЕК поради кредитна неспособност, нарушена ликвидност и правна несигурност во работењето поради многобројните судски постапки иницирани против БЕК, како и поради оспорување на законитоста на лиценцата за регулирано производство на топлинска енергија од правни лица и институции и оспорување на валидноста на договорот за закуп на основни средства. По одлуката отворен е јавен повик за компанија која ќе го грее Скопје, а отворањето на понудите за нов оператор ќе се случи на 7 септември.